Сите нормално не исплаши најавата за енергетска криза која што не очекува и за ендорното зголемување на цената на струјата. И сите македонски семејства нормално размислуваат како да си помогнат, односно како да ги намалат сметките за струја. Посебно оние семејства кои што живеат во куќи и големи објекти кои што струјата ја користат евентуално за разладување или загревање на домот. Се популарно е да се зборува за соларните панели, односно за фотоволтаичните централи, односно системи. Но ајде еве, сега во јуни се едноставија процедурите за поставување на овие фотоволтаични централи, односно се направи можност да граѓаните можат, а да не регистрираат фирми и да издаваат фактури, да бидат и производители од една страна и потрошувачи, односно се ја намалат својата сметка. Но да ја видиме каква е процедурата. Процедурите не се едноставни, реков дека се упростени, но не се едноставни. Треба да упатите барање до општината. Кога ќе го упатите ова барање до општината, се плаќа одредена сума, се плаќа такси кои што се според тарифникот, зависно нели од која општина, која количина, колку е далечна куќата и така натака. Меѓутоа има овде една мала замка, односно не е замка, него нешто за што мора да бидете свесни, посебно оние во руралните делови. Објектот на кој што сакате да ги поставите овие панели мора да биде запишан во катастар, да имате имотни лист и да е на локација која веќе има постоечка некоја инфраструктура од ЕИВА или нешто слично. Пред да поднесете воопшто и да размислувате поднесете во општината документација, мора да направите проект кој што ќе ве чини од 700 до 1000 евра, велат експертите. Тоа е проект, едниот од нив е за статика на покривната конструкција, дали може да ги издржи тие панели, и вториот проект е проект за електрика на фотоволтаичната електрана и ова мора да го имате како документација. Тоа чини, значи треба да најмите проектантска куќа која што ќе ви го изработи проектот, и потоа и значи фирма која што ќе направи ревизија на тој проект, и двете мора да бидат лиценцирани, и потоа таков основен проект да се поднесе во општина и да се побара решение за поставување на опрема на покривот. Отколку ќе ги поднесете сите овие документи, проблемот што може да чекате и до 3 месеци, експертите велат дека може да се чека и малку повеќе бидејќи општините чекаат нови напатствија од владата и од министерствата, надлежните министерства. И ги стават, значи, овие барања за со подкрепени со документација ад акта, значи се додека не добијат следни напатствија што да прават. Откако ќе ги направите проектот, ти ќе кажете дека ете вие сте веќе во фаза на добивање на дозвола за поставување на фотоволтаична централа, ЕИВА треба да го разгледа барањето кое што го имате, вела дека тоа чини околу 7000 денари. Мора да внимавате да не е на локација што не дозволува поставување на ваков тип на броило. Решението за приклучок од моментот на поднесување на документите го добивате за 15 дена. Од прилика издавање на нова енергетска согласност ќе ве чини 3690 денари. Меѓутоа, ова е цена само кога веќе има капацитет на постојната мрежа, постојната трафостаница која што ја има ЕИВА на таму, доколку кога нема капацитет, мора да внимавате бидејќи за приклучокот со надградба на постојната мрежа, значи треба да се надгради постојната мрежа, ќе ви бидат наплатени реалните трошоци. Следната ставка која што следниот чекор кој што треба да го поминете е изведба на систем до 6 киловати. Ова е сега променето, инаку беше до 4. Меѓутоа експертите велат дека и ова е малку. Во соседството бројот е многу поголем, а некаде дури се размислува да се воведе да не е ограничен воопшто и треба да најмите фирма која што ќе го изведе овој систем, ќе ве чини од 5000 до 8500 евра, велат експертите, во зависност од квалитетот на опремата која што ќе ви биде инсталирана. Овде мора да внимавате, има неколку замки, бидејќи е брзо растечки бизнис. Се појавуваат се повеќе фирми кои што сакаат да земат дел од колачот. Големите фирми се концентрирани на компаниите и големите проекти кои што сакаат да ги изградат, оние кои што сакаат да инвестираат во овие централи за да заработат, и тешко се доаѓа до нив, а се појавуваат дури и поединци кои што не се лиценцирани, немаат искуство, не се квалитетни и треба многу да внимавате дали ќе најмите вакви луѓе да ви ги постават овие панели, затоа што има неколку замки кои што може да ви се случат, да ви инсталираат неквалитетна опрема,
тоа носи ризик од пожар на кровот или експлозија на инверторите и мора да внимавате каква опрема ви инсталираат, бидејќи инвеститорите поради се поголемата побарувачка за побрзо да ја добијат опремата најчесто нарачуваат неквалитетна опрема од Кина или пак нели која што чини помалку, а вас да ви ја наплатат повеќе. Многу е важно каква фирма ќе ви ќе ги инсталира овие панели, затоа што тоа зависи колку ќе успеете да заштедите или да произведете струја. Следно што мора да внимавате е дека после се од кога ќе завршите, од кога ќе ја добиете дозволата, одите во Евана, 80% документацијата е иста, нешто е само дополнително, но тогаш мора да склучите договор за превземање на вишок од струја и ова е новина. Досега, оние кои што веќе од универзален произведувач на струја имаа некој договор, значи ако сте имале броило и сте користеле струја од Евана, не можевте да поставите фотоволтаична централа и да продавате дел од струјата. Сега може, сега е направено да може и велат дека инвестицијата која што ќе ја вложите ќе се врати од 6 до 10 години во зависност од цената на струјата. Дали навистина се исплати да се постави ваква фотоволтаична централа? Ги прашавме експертите, еве што велат. Можноста не постои ако се постави фотоволтаичен систем да се заработи нешто, туку може само да се заштеди од сметката. Ако имате висока сметка, тоа значи трошите големо количество, многу електрична енергија и во тој случај постои можност да се заштеди. Меѓутоа, одговорот не е директен, туку мора да се направат анализи, да се види во кој дел од денот е потрошувачката и колкава е таа, колкав систем треба да се постави и така натака. Значи, исплатливоста може да биде, за да речем, за 3-4 години, меѓутоа може да биде и никош да не може да се исплати. Доколку не сакате, имате можност да си поставите и сами панели за лично за ваша употреба, за вие да си ја намалите сметката, значи да имате приклучок без двонасочно броило, односно да не го испорачувате делот, да не испорачувате дел од произведената струја кон Евана. Постапката е иста и за ова, и тоа се прави заради евиденција на промени во инсталацијата на објектот, мора да го направи електродистрибуција тоа. Разликата е само дека нема да го менувате броилото, значи трошокот за ново броило нема да го имате, ќе биде постојното, но она што е важно, што предупредуваат и од Евана до кој што се обративме, велат дека мора да го барате од инвеститорот, односно од онаа фирма која што ќе ви ги поставува панелите, да постават лимитер за враќање на вишокот произведена електрична енергија во дистрибутивниот систем. Зошто е ова битно? Сегашните броила не може да разликуваат дали вие ја произведувате струјата, односно испраќате, или пак ја трошите. Само се гледа дека има проток на струја и во тој случај вишокот на произведена и вратена електрична енергија ќе ви биде регистриран како потрошен, значи ќе ви биде вкалкулиран во сметката како потрошена електрична енергија. Затоа мора да внимавате. Она што е исто така важно и на кое што предупредуваат експертите е дека се тоа што се прави е добро, го поздравуваат, но сметаат дека не е доволно. Хрватска, например, пред неколку дена објави дека има намера дури да го укине целосно ДДВ-то за поставување на овие соларни, односно фотоволтаични централи. Што треба да се направи кај нас за да биде ова подостапно за граѓаните и секако да има поголем ефект? Еве што велат експертите. Државата треба да најде некој начин да ја олесни таа процедура и потреба од толку обемна документација. Мој предлог би бил да има само дел од електричниот проект. Например, да има еднополна шема електрична, како ќе се поврзат, како се поврзани модулите, кои начини за заштита ги има. И тоа, во однос на статика на покрив и така натаму, значи, тоа е се во ред. Меѓутоа, само ќе кажам дека фотоволтаичните модули, оптоварувањето, значи тежината на модулите е 10 кг на метар квадратен. Друга пречка во целата работа, ДДВ-то го плаќат како крајни корисници, со тоа цената на системот се зголемува за 18%. Значи, тука државата може многу да направи и да го укине тој ДДВ. Трето е трошокот за двонасочно броило. Двонасочното броило во моментот Евана го дава само доколку вие имате цела документација. Јас не гледам причина зашто Евана не дава двонасочно броило, зашто има потреба од
сложена од решение да се добие од општината. Еве јас ако се најавам се пријавам во ЕВА, побарам да ми дадат двонасочно броило, зашто јас со мои пари да не можам да го купам тоа. И ако го купам, тогаш вишокот енергија ќе им го дадам бесплатно. Значи, подобро тоа, отколку да купам блокатор, прво помалку енергија, значи еве ќе дадам енергија за општото добро, нека ја трошат. Инвестицијата не е мала за едно семејство. Иако владата најавува субвенции, тие субвенции се околу 30% од цената која што ќе ја дадете вие, но потенцира дека не сме да биде повеќе од 60 и нешто илјади денари по семејство, значи само околу 1000 евра, а толку ќе ве чини само проектната документација, доколку остане на сила законот како што е сега, само проектната документација за добивање на оваа дозвола ќе ве чини толку.